Здраво на сите! Се надевам дека имате пријатен ден или пријатна вечер. Јас сум Благородна и ви посакувам топло добре дојде во втората сезона на Нова перспектива, подкаст кој зборува за родово заснованото насилство. Денес ќе разговараме за нешто што е основа на секоја добра врска, а сепак често се занемарува или погрешно се толкува. Како да градиме здрави, еднакви и почитувачки односи во секојдневниот живот. Денес со нас, за да разговараме на оваа тема, е нашиот гостин Александар, професор во средно училиште. Здраво, Александар, ти благодариме што си со нас. Здраво, ви благодарам за поканата. Денес ќе разговараме за согласност, што не се однесува само за интимност, туку за секоја интеракција, за граници што се почитуваат и за еднакво што не е теорија, туку пракса. Зошто е ова важно во борбата против родово заснованото насилство? Затоа што насилството често започнува токму овде, со прекршување на границите, со преземање на контрола и со непочитување на автономијата на другиот. Кога еден маж со своите постапки покажува што е вистинско почитување, тој не само што гради поблизок однос со својот партнер, туку станува и пример за сите околу него. Што според вас значи согласност во општа смисла на зборот и во контекст на родово засновани односи? Согласност во контекст на меѓучовечки односи и спречување на насилство значи слободна, информирана, ентузијастичка и континуирана дозвола за одредена интеракција или дејство. Поедноставено, да кажеш да од слободна волја, без притисок, закан или манипулација, да знаеш за што се согласуваш, со јасно разбирање на ситуацијата, да можеш да го промениш мислењето во секое време и не да биде почитувано. Ова важи за се, од допири бакнеш до позајмување на лични работи или делење на слики. Зошто е важно? Согласност е основа на почитување и еднаквост. Без согласност, дејството станува насилство, злоупотреба или прекршување на граници. Не е согласност ако некој е под влијание на алкохол или дрога, е принуден, изманипулиран или исплашен, молчи или се повлекува, постои различна разлика во моќ или авторитет, например шеф работен. Согласност е активно, усно, ентузијастичко да, не е едноставно отсуство на нега. Тоа е најосновната форма на почитување на автономијата на другата личност. Согласност во родово заснованите односи сумирано би било активно, ентузијастичко да, изразено со зборови или јасни гестови. Континуиран процес, важи за секој чекор, може да се повлече во секое време. Информиран избор, направен слободно, без притисок, измама или злоупотреба на моќ. Во здравите односи, согласноста не е формалност, таа е јазикот на љубовта и почитувањето. Практикувајќи ја, мажите учествуваат директно во градење свет без насилство. Да почнеме од основата. Се сведува на почитување, но не тоа површно биди фин, туку длабоко вистинско почитување на другата личност како еднаква. Според вас, кои се тие основни навики или начини на размислување што момчињата треба да ги научат, а мажите да ги вежбаат, за навистина да ги почитуваат жените и девојките? Што конкретно треба да имаат на ум? Ова е исклучително важно прашање. Вистинското почитување не е пасивна состојба, туку активна секојдневна пракса. За да се гради, потребни се конкретни навики на размислување и однесување, што треба да се научат од мали нозе и вежбаат цел живот. Не е доволно само да се каже почитувај. Треба да се учи активно слушање, да ја слушаш целата реченица без да прекинуваш. Треба да се учи да се ставиш во туѓите чевли, да се прашуваш како би се чувствувал јас на негово или нејзино место. И најважно е да се свати дека почитувањето не е нешто што се прави за награда, тоа е основно право на секој човек.
Прво и фундаментално е навиката да се гледа целата личност, а не само улогата. Момчето или мажот треба да вежба да ја гледа девојката или жената пред себе не првенствено како девојка, мајка или партнерка, туку како целосна личност, со своји соништа, стравови, способности, амбиции и граници, сосема независно од незината врска со него. Ова значи да се поставуваат прашања и да се покажува интерес за незиниот свет. Тоа е размислување кој ги надминува стереотипите. Второ, и директно поврзано со првото е активно слушање, без намера да се одговори, поправи или доминира. Ова не е само да се чека својот ред за зборување. Ова е да се вложи целосно внимание, да се чита меѓу редови, да се препознаат и именуваат емоциите што ги изразува и да се прифати незиното искуство како валидно, дури и ако тоа не се совпаѓа со неговото. Да не ја минимизира или омаловажува незината перспектива. Ова ја гради довербата и покажува дека незиниот глас има еднаква тежина. Практична алатка што ја гради оваа рамнотежа е континуирано барање на согласност и почитување на границите во секојдневниот живот. Ова не важи само за интимност. Ова е за секое малку инвазивно дејство. Да се научи да се поставува прашање, откако ќе се почувствува сигнал. Да се прифати одговорот не, без да се лути, да се повлече или да се обиде да го промени. Практикувањето на ова го учи мозокот дека автономијата на другиот е света и дека неговата желба или удобност не се поважни од незината. Да се вежба да се застане во незините чевли не само кога има проблем, туку и во секојдневните ситуации. Колку време и требаше да ја подготви вечерата? Како изгледа денот после работа и се грижи за децата? Како се чувствува кога ја прекинува? Ова го спречува сметањето на незиниот труд и време како должност или нешто што се зема здраво за готово. Кога ќе се постапува на овој начин, тогаш почитувањето не е само став, туку станува природен начин на интеракција. Се манифестира во тоа како зборуваш за неа во отсуство, како ја поддржуваш во незините избори и како ја третираш секоја друга жена околу тебе. Тоа е воспоставување на целосно нов ментален модел. Многу штетно однесување се одвива во машките простори, во соблекувална, во групен разговор, на работа и често останува неоспорено. Како позитивен пример, кои стратегии сте ги користеле или виделе како успешни, а безбедни, за да се прекинат несоодветни шеги, објективизирачки јазик или обвинување на жртвата меѓу мажите? Како тоа да се направи како покана за солидарност, а не како напад? Клучно е да не молчиш. Молчењето се поистоветува со согласување. Наедноставно е да се каже: "Еј, не ми е смешно", или "не се слагам со тоа", или да се постави прашање: "Зошто мислиш така?" Што точно сакаш да кажеш со тој коментар? Често, само со тоа што се проговорува, се крши маглата. Важно е да се направи од позиција на ние. Знаеш, ние како пријатели или колеги можеме подобро. Таквите зборови ги навредуваат нашите сестри, пријателки, колешки. Целта е да се изгради заедница каде таквото однесување неприфатливо, не да се исфрли поединецот. Ова е можеби најважната практична вештина што мажите можат да ја развијат, бидејќи токму во тие затворени групи се раѓа и се потврдува културата што го оправдува штетното однесување. Традиционално, силата и лидерството кај мажите се поврзуваат со доминација и контрола. Токму она што може да води кон злоупотреба. Како вие дефинирате и покажувате една поздрава, позитивна форма на сила и лидерство за помладите? Сила вкоренета во разбирање, ранливост и одговорност.
Вистинската сила е во самоконтрола, а не во контрола на другите. Тоа е силата да кажеш извини кога си погрешил, да признаеш не знам кога не знаеш и да побараш како се чувствуваш кога забележуваш дека некој не е во ред. И да прашаш како се чувствуваш кога забележуваш дека некој не е во ред. Лидер е тој што ја крева заедницата, што ги слуша најранливите, што е одговорен за своите грешки. Да се биде ранлив, да покажеш дека и тебе може да те повредат зборови, дека и ти имаш страв. Тоа е храбро што инспирира доверба, а не страв. Лидерството се пренесува како служба, а не како привилегија. За мене, лидер е оној што ги отстранува пречките за другите да успеат, не оној што стои на врвот од скалата, додека другите се качуваат. Ја истакнува наранливоста како најголема храброст, а не како најголема слабост, кога како постар или во позиција на доверба отворено ќе кажам не знам, ме плаши тоа, и јас сум направил таква грешка, или ова ми наштети. Јас сушност му го покажувам на младиот човек патоказот. Покажувам дека е можно да се биде автентичен, да се биде човек. Ова им дава дозвола и на нив да не бидат совршени, а сепак да се чувствуваат вредни. Промената започнува кај поединецот, но родово заснованото насилство се потпира и од цели системи, училишта, спортски екипи, компании. Каде гледате најголема можност мажите да ги искористат своите влијанија во институциите за да ги променат политиките и културите што овозможуваат насилство? Системската промена е клучна. Индивидуалните намери често се губат или загушуваат во токсична институционална култура. Мажите со позиции на влијание, менаџери, директори, тренери, професори, имаат не само моќ, туку и одговорност да го преформатираат тој систем. Нивниот глас има специфично влијание во просториите каде што се носат одлуките. Можат да воведат обука за согласност и граници во својот тим или компанија. Можат да осигураат дека жените се слушаат на состаноци и да ги промовираат. Можат да реагираат на закани или навреди на работното место, нудејќи поддршка на жртвата и осигурајќи се дека има последици за сторителот. Кога лидерот ја става темата на маса, таа станува приоритет за сите. Ви благодарам многу што слушавте и посебно му благодарам на нашиот гостин што ни помогна да навлеземе подлабоко во оваа важна тема. Голема благодарност за поканата и за можноста да се изјаснам на оваа многу важна тема. Благодарам што бевте со нас. Запомнете, со тоа што ќе почитуваме граници, што ќе бараме согласност и што ќе тежнееме кон вистинска еднаквост во секоја интеракција, ние активно градиме култура во која нема простор за насилство. Во следната епизода ќе зборуваме за економските нееднаквости и нивната врска со родово заснованото насилство. Ќе истражуваме како финансиската зависност и стресот можат да создадат основа за злоупотреба и како економската зависност и одговорноста се клучни во превенцијата на родово засновано насилство.